Океј, дечки, значи, денеска ќе зборувам за тоа, сакав да дадам еден пример, кој што често пати се соочувам со ваква ситуација и сакав да ја споделам едноставно со вас, дека, знаете, многу често добрите луѓето кои што се меки, луѓето кои што се фини, Сонја, стварно, Нентакет не сум бил, ама сум слушал дека е најубав остров, е еден од поубавите острови. Така да поздрав до Нентакет и до USA. Велес поздрав, Јуле поздрав, Трајче Димов, де сакав да кажам поздрав до Велес, Јуле, добро вечер. Сакав да ви кажам една работа. Дал ви се случило, имате некој груп човек, кој што нема многу емоционална интелигенција, кој што цело време вика, кој што цело време напаѓа, кој што цело време критикува, кој што цело време е во некој тип на напад врз вас. Сте виделе на таков човек да му е гајле за неговата репутација? Ја, поредко да ви кажам право. Тој е избезумен, тој е опериран од тоа, тој му е гајле, премногу му е гајле, кој ќе кажам, не му е стало, не му е важно, премногу, дал некој мисли вак или онака за него, поради тоа што гледате колку интересно, луѓе. Емоционалната интелигенција, кога ќе речеме, знаеш, кога некој има емоција кон некој друг човек, тој прво нема да ги одбере зборовите да го нападнат некого. Знаете, луѓето кои што имаат во себе добрина, кои што имаат во себе сенс, кои што имаат во себе љубов. Знаете, ја не викам дека луѓето кои што се груби немаат во себе љубов. Имаат љубов, но на друг начин ја изразуваат таа љубов. На друг начин е изразена таа љубов. Но кога имате луѓе кои што сакаат отворено, и кои што сакаат честно, и кои што сакаат искрено, и кои што сакаат етично, и кои што ја покажуваат љубовта, и не зборам само љубов кон партнер, девојка, дечко, маж, жена и така натаму, не, кон било кого. Тој човек кој што има емоционален сенс, кој што има емоционален такт, кој што има емоционална свесност за други луѓе, дал некого ќе повреди, дал некого нема да повреди. Љубовта кој што тој се уште ја чувствува, одговорноста кој што тој се уште ја чувствува, затоа што ако човекот сака, тој е природно и одговорен, затоа што ќе филтрира што да каже. Има преубава дефиниција од филозофот Хабард. Одговорност, една од неговите дефиниции за одговорност е вика и способност да се воздржиш. Зашто кога имате некој човек кој што е многу груб, кој што вика, кој што се дере, кој што бла бла бла, тој нема способност да воздржи. А гледате, ако некој човек е одговорен, он има способност да воздржи што? Па да ја воздржи неубавата комуникација, да ги воздржи критиките, да воздржи нешто кој што уствари ти не ни треба да го дадеш на некој друг човек. Така, сега, ако имаш човек кој што не може да се воздржи, не ќе да се воздржи, почнува да критикува, почнува да вика, почнува да псуе, почнува да се кара, на тој човек мислам дека му е многу малку важно што комшиите ќе кажат, дал некој од другариве ќе го види како се дери што тој ќе каже, да не направи сцена, не, луѓе, тој е опериран од што другите луѓе мислат за него, ама тој е дел од неговата состојба, тој е дел од неговата ситуација. Ако ги имате луѓе кои што се многу меки, кои што се многу фини, кои што се многу со такт, кои што ми ја мислат и премислуваат дал да кажат, дал да не кажат, на тој му е глупо што другите луѓе ќе мислат за него, ама у преголема мера, па почна да се замара превише во однос на што другите луѓе мислат за него, а овој па другиот иде у друга екстрема, тој уопште не мисли, тој у преголема мера не мисли што другите луѓе ќе мислат за него. Да не ме разберете погрешно. Нема потреба да ви е важно што другите луѓе ќе кажат за вас, ако вие знаете дека си правите добро и дека си правите исправно и си го буткате патот. Поентата е не да се кочиме дал другите луѓе нешто ќе кажат или не. Замислете сега сте некаде во некој град и може би е тоа помало место каде што огромен број на луѓе се рекла казала, и сега што ќе правиш ти? Ќе се стопираш себе си да не направиш нешто? Нема да излезеш, не знам, до терана или некој дечко да излезе како што треба мисли за да што ќе кажат луѓето или така. Се мора да биде во доза на пристојност, се слагам. Значи се мора да биде во доза на пристојност, затоа што таа пристојност, таа култура, етика и морал, тоа се дел од норми кои што го држат општеството. Јас се согласувам.
Но некогаш имате многу убави и добри работи кои што не се штетни, не наштетуваат, не прават ништо, ама некои луѓе се имаат затворен ум кој што не може да види нови хоризонти и нови работи, лимитиране на нешто на кое што е научен и е старо, и он не сака да направи никаква промена. Ти што ќе правиш ако си у таква ситуација? Нема да ја направиш промената. Знаеш дека ова е добро за тебе, знаеш дека треба, може би некој, не знам, сака да отиде на, не знам, вон нешто да направи кое што е надвор од нормата на околината, ама тоа што го прави не е штетно. Само што околината и таа норма и таа рамка не го прифаќа тоа. Сега може ќе го зборат. И ми шо ако ве зборат. Сега, поентата не би беше ова, само сакав да го доловам како концепт да не бидам погрешно разбран. Не треба многу да ни е гајле, а што ќе кажат луѓето за нас, да, ако ги правиме убавите работи. Но гледате, имате луѓе кои што прават неубави работи и ме гајле што луѓето ќе кажат. Зашто? Затоа што имаат дебела кожа. Ме разбирате, затоа што имаат дебело кожци се. Сега има некои луѓе, предпоставувам, кои што се многу па во друга екстрема. Леле, ама ова, а што ако он каже за мене на другите луѓе нешто кое што не е вистина? Да ви кажам една работа се, тоа им беше поентата. Кога имате луѓе кои што сакаат да зборат нешто за вас, што е вакво или онакво, може да е вистина, може да не е вистина. Околината, се на некој човек му е страв што околината ќе мисли. Околината не е глупава да не гледа дека овој кој што цело време ви ја руши репутацијата дека тој е проблематичниот човек. Што вие не сте били у ситуација каде што ќе се скараат маж и жена. Или ќе се разведат, за жал, во некои ситуации брачен пари. Што се случува? Кога ќе се разведат, едниот почнува да ја руши репутацијата на другиот човек. Така? Ама критиката, исто така, како ви кажат, некојаш напад е најдобра одбрана, знаете, човекот му ја руши репутацијата на другиот човек. Сега, тој што цело време ја критикува, да кажеме, сопругот кој што е при развод или при разделба, или дечкото при разделба, или девојката при разделба, го критикува дечкото, и ако е таа критичар цело време, и ако е таа табиет карактер, и таа која е незгоден карактер, гледате, никој од друштвото не ја верува на неа, сем тие на кои што им одговара да ја веруваат. Ама да се разбереме, никој кој што е свесен и кој што може да гледа и кој што сваќа нема да ја верува на таа особа, затоа што таа е критичар по дефолт. Таа е критичар, така израсната, така се однесува цел живот, така се однесувала кога они били уврска, брак или може би е другар. Ке се скарат 20 другари. И тие 20 другари, кога ќе се скараат, гледате, што се случува? Тој кој што е кавгаджијата, ќе иде наоколу и ќе го олајава овој другиот другар, кој што е фин, кроток, мирен, пријатен. Са што мислите, другариве се од вчера, будали се, не гледаат кој каков е по душа? Дури од втор пат да зборите со некој човек, ќе го препознаете, нека душа е, критичар е, дебелокожец е, ќе го препознаеш. И ти на тој кој што е без осет и кој што цело време критикува и збори, ти инстинктивно знаеш дека не треба да му веруваш, поради тоа што ни инстинктивно како луѓе знаеме дека одговорноста филтрира работи. Ти не можеш на било кој да му кажеш све за твојот партнер, бившиот партнер, бившата партнерка, бившата жена, бившиот муж или бившиот другар. Не можеш да си дозволиш доиш сите наоколу да збориш колку овој бил за никаде ваков, онаков и така натаму. Така. Зошто? Па поради тоа што, гледај, ако тој за кој што он збори е добрата душа, е мекиот човек, е финниот човек, луѓето инстинктивно знаат дека овој што е критичарот, тој кој што цело време критикува, тој што е грубиот, они знаат дека во неговите зборови мора да постои огромна доза на лага. Зошто? Па поради тоа што мекиот човек, он природно, со таа духовна енергија, духовна свесност, духовна перцепција, он ќе ја има и одговорноста да ги хендла, да ги справува работите во релацијата како што треба. Ама имате некој друг човек, кој што е без одговорност, кој што е без емоција, кој што е без емпатија, кој што е без сочувство, кој што е целосно, да речеме, неодговорен. И на крај, он почнува да критикува за некој кој што е баш спротивно, добар, фин, мек.
Тоа сакам да ви кажам. Другарите нивни знаат колку е саат, без разлика што овој збори глупости. Без разлика. Затоа што ние у друштво си ги знаеме пријателите кои каков е. Ние сме биле во контакт со нив, ние сме ги испитале тие карактери, сте виделе ситуации, сте виделе сцени и сега некој се плаши. Што и дал некој ќе каже? Уопште да не се плаши. Зошто? Па поради тоа што другите луѓе веќе знаат. Они веќе знаат што може да е причината за разделбата или во некој случај можеби и не знаат. Ама многу често кога некој ќе им каже нешто, овие не се изненадени, поради тоа што веќе ја насетиле ситуацијата. Затоа што сите ние во околината гледаме и можеме да претпоставиме кој каков е. И ти одма знаеш, имаш другари или не знам брачен пар или дечко и девојка кои ќе се разделат, ти одма можеш да претпоставиш кој што ќе збори. И кој дали ќе збори. И како ќе збори. И така натаму. Така да поентата ми е воопшто да не ви биде гајле дал некој. На вас треба само да ви биде гајле да ги одработите вашите добри и коректни акции. Затоа што тоа ни ја дава контролата. Што ни прави контрола во животот? Етика, морал, честност, добри акции. Тоа ни прави контрола. Надвор од тоа, ако ти си го направил нештото како што треба да го направиш, немаш контрола дал некој ќе збори вака, онака за тебе, ќе лаже или нема да лаже. Тоа остави го на тој. Тоа е негова карма, тоа е негова ситуација, тоа е негово нешто со кое што он треба се соочи понатаму, не сваќајќи дека тоа ќе го доведе на уште пониско ниво на свесност. Вашата одговорност и вашата задача е да ги направите работите да бидат добри. Вашата задача е да ги направите работите најискрени, најдобри, најчестни. Во еден од претходните лајвови зборев за колку е тешко човекот да дојде до духовен успех. Затоа што гледате, материјалниот успех многу често, не секогаш секако, е на лажен начин или може да биде на лажен начин добиен. Под лажен начин што подразбирам? Гледај, не е лажен начин, него ајде да кажам, имате некој човек кој што е материјално успешен. Што и да тоа значи со материјалниот успех? Ама може го наследил од татко му. Може би го добил со нечестни акции. Може би направил некој тип на некои неетични комбинации, така натаму дошол до материјален успех. Видите, тој и секоја чест на луѓето што доаѓаат до материјален успех на честен начин. Секоја чест. Секоја чест на тие што доаѓаат до материјален успех на честен начин. Ама гледайте, духовен успех не иде со нечестност. Духовен успех не иде со неетика. Затоа духовниот успех е, за мене барем, повреден и потежок од материјалниот успех. Духовниот успех е потежок и повреден од материјалниот успех. Зошто? Поради тоа што духовниот успех не може да биде лажиран. Духовниот успех не можеш да го излажеш. Зашто? Поради тоа што себе лажењето, неетиките, не те прават посвесен, те прават помалку свесен, што значи дека не си на повисоко ниво на успех. Лагата, неетиката, лажењето на сам себе, само те прави помалку духовно свесен. И на тој начин си у неуспех духовен. Ме разбирате? Така да човек кој што оди да дојде до материјален успех на нечесен начин, он се го загрозува и духовниот успех. Тоест доаѓа на духовно пониско ниво. Зошто? Мора да си го оправда тоа на некој начин. А оправдувањето почнува да ни намалува свесноста за многу работи. И на тој начин и овој филозоф Хабар, што го спомнувам, он многу дава акцент за етика, колку е важно човекот да биде етичен, колку е важно да работи на себе, колку е важно да ги знае исправните од неисправните акции, исправните од неисправните одлуки, поради тоа што гледате, исправната одлука е таа одлука која што у суштина ќе не донесе на повисоко духовно ниво. Многу често луѓето сакаат да дојдат до целосно уживање. Да, ама ако цело време само уживаме и не викам дека не треба да уживаме, луѓе, треба да уживаме, треба да се опуштиме и така натаму. Ако има некој човек што е обземан само со уживање, што е уживање? Пиво, алкохол, секој ден, дрога, уживање,
Промискуитет, што значи да менува партнери, да не е посветен на еден партнер, него да иде со други партнери, кои што не се негови партнери или партнерки, некоја жена иде со различни партнери, мажов иде со партнерки, други. Што прават? Промискуитет се вика, не? Не се посветени на собствениот партнер, односно партнерка. И се што се случува во тој момент? Духовно одат на пониско ниво. Сега, они се обземани со телесното уживање. Ама телесното уживање му прави многу често проблем ако е пренагласено и е на нечесен начин направено. Секако прави проблем на самиот дух. И тука е проблемот. Имаше еден убав цитат, го имам прочитано кај Елена Кардон, тоа е една исто мотиваторка, која што јас ја следам, се вика Елена Кардон, и вели: само дисциплината е највисока форма на себе сакање. Гледате колку интересно. Само дисциплината е најголема форма на себе сакање, затоа што само дисциплината значи нема да отидам ја во овие уживања кои што не се добри за мене. Затоа што да седнеш и ништо да не работиш по цел ден и само да добиваш уживање, и тоа не е етика и не е дисциплина. Зашто вика само дисциплината е најголема форма на себе сакање. Зошто? Затоа што само дисциплината, ја би рекол тоа исто така и етика, е на некој начин идење кон нешто кое што ти сакаш да го постигнеш, ако ти е непријатно и неубаво во тој момент, но одиш да го постигнеш тоа ниво кое што си го зацртал поради тоа што знаеш дека ќе го подобри твојот обстанок и обстанокот на околината, обстанокот на фамилијата, обстанокот на групата и така натаму. Но си направил даден тип на жртва во позитивна насока. Си направил жртва во позитивна насока. Вамо не ćeš да направиш некој тип на жртва, сакаш да дојдеш во консумирање, сакаме да конзумираме, а не ќе да продуцираме, затоа што гледате, духот сака продукција. Духот сака истек. Гледате, уживањето е втек на енергија. Морам да ви прочитам нешто многу интересно. Само секунда. Гледате, уживањето е втек на енергија, е втек на енергија, е втек на енергија, е втек на енергија. Така. Но ако јас имам истек на енергијата, ако имам истек на таа енергија, и продуцирам, и креирам, и создавам добри работи, добри дела, убави цели, не само за мене, за многу други работи во околината, ја ќе се чувствам поубаво поради тоа што гледате тој исток на енергија. Гледате, имате луѓе кои што стануваат среќни и имате баланс, мораме да имаме баланс на истек и на втек. Баланс, истек и втек на енергија. Но гледате, кога имате некој човек што цело време сака втек, дај ми, среќен сум само од ова, среќен сум само од ова. Така, уживања. Ами има уживање у работата, има уживање и креирање за добробит на општеството, има уживање и полевање на, не знам, дворот кој што е на целата улица, односно, не знам, паркчето кое што е во самата улица, не твојот парк, не твојот двор, паркот на самата улица, паркот пред зградата. Има и тоа уживање, поради тоа што преземаш одговорност за околината. Убав цитат, сакам да го прочитам од филозофот Хабарте, вели: истекот е посвет, поморален и понаградувачки и поефективен од втекот. Истекот е поморален, е посвет, поморален, понаградувачки, поефективен од втекот. Гледате, истекот го занемаруваат луѓето. Ова е една многу убава книга, се Природните закони на менеджментот, од книгата од Арте Марен, базирана на делата на филозофот Хабарт, ама се вика Природните закони на менеджментот. И он зборува за менеджмент. Како и да е, истекот е многу убава работа, поради тоа што кога ќе видите луѓе кои што постигнуваат работи, они мора да се одречат од нешто. Особено луѓе што постигнуваат големи работи мора да се одречат од нешто. За човекот да постигне огромна работа, он мора да се одрече од нешто. Затоа што не можеш, велат нема и јаре и паре,
И тоа е точно за некои ситуации. Во некои ситуации треба да се обидеме да бидеме добри на многу полиња, ама не може човекот и да излага у диско и да биде цело време со другари и секоја вечер да е со девојка му. Не викам дека не треба да биде со девојка му и со другарите, ама не, може би цело време обсесивно, а има испит за 5 дена. Што мора да размисли кој е приоритет мора да биде и девојката, мора да биде и едно и друго и трето, но сакам да кажам во тој момент може би треба да му даде приоритет на испитот. И тоа е контрола. Ама тоа не значи дека не може да се пишат, не може да се слушнат, не може да излезат на 20 минути да се гушнат, ама не до 3 сати диско. Затоа што наредниот ден не може да стане. Знаете, во Америка викаат дистанцата се прави во петок и у сабота. Што прават луѓе во петок и у сабота? У петок и у сабота ќе отидат негде, ќе се изопијанчат, сега више не е ни петок и сабота, порано беше петок и сабота, сега може би е секој ден. Како и да е, што се случува после? Мамурлуци, понеделникот дурзап нешто, понеделникот луѓе него сакаат поради тоа што е продуктивен дел, затоа што се уморени од конзумирањето за време на викенд. Затоа, зашто ни жените у среду, у четврток, луѓето највише го сакаат четврток, зашто знаат дека доаѓа петок, четврток им е поубав ден, затоа што секогаш се уработа, уште се уработа, разбирате, уште се уработа и не се опијанети од конзумирањето за време на викендот. Затоа што таа конзумираност, леле, како си поминавме, брат, шо правите, брат, како си поминав. И за што си поминавте, сте се направиле флеки и не знае кој што правил за време на што и да се случувало тие две вечери, се тоа е интересното. Ја не викам дека не треба да помине човек низ дадени моменти у животот, там има некои работи кои што се завршуваат на 16 години и толку е. Не идат у 30 години или у 40 години така натаму, него сакам да кажам, луѓето сакаат да конзумираат, а не ја гледаат, помалку ја гледаат среќата у продукцијата. Помалку ја гледаат среќата у истекот. Повеќе ја гледаат среќата у втекот. Затоа што ја базираат задоволството врз база на втекот. Забораваат дека може да имаат среќа и врз база на истек. Како? Ако си ја сакаш работата и ако го правиш тој истек, зар нема се чувствуваш среќен? Зашто? Затоа што ти си у креативната енергија на твојот истек. И кога ти си во креативната енергија на твојот истек, ем продуцираш, ем си мотивиран, зашто многу ретко човек е мотивиран кога е под влијание на целосен втек. Не, ти си мотивиран кога си под влијание на истек. Затоа што знаеш дека идеш кон нешто кое што го сакаш. Така да, размислете го следно. Ако човекот цело време врз база на втек, дај ми втек. Добро, тоа е единствениот начин на уживање? Не. Што е друг начин на уживање? Продукција. Истек на енергија. Дај да постигнеме нешто. Знаете, високо мотивираните луѓе се мотивирани од постигнување. Затоа што и се срекне со својата енергија, поради тоа што, гледате, знае дека е таму. Ако човекот не знае која му е целта, денот е безвреден. Зашто? Затоа што не му е вредна целта. Човек што нема вредна цел, не му е вреден денот. Човекот кој што не верува во својата цел, не му е вреден денот. И имате многу луѓе на кои што денот не им е вреден. Зашто го трошат? За глупи муабети во околината, за бадијалчења, за постојано барање на разноразни комбинации наместо да минат низ препреките. Во цитатот филозофот Хабар, среќа е надминување на препреки кон позната и просекувана цел, надминување на непознати препреки кон позната и просекувана цел. Зашто ако ги надминеме препреките, ние како луѓе, ако ги надминеме препреките, што чувствуваме? Гордост. Што чувствуваме? Среќа. Чувствуваме задоволство? Да. Почит? Да. Кој човек чувствува почит кога ќе се прејаде, препие? Секоја чест има преубави all inclusive хотели и така натаму, но луѓето кога ќе отидат на all inclusive хотел, обично немаат усул, тие се уморуваат од јадење. Кај ќе држам се ја диета на all inclusive сум. Човек, чекај малку, тоа all inclusive не мораш да се прејадеш, да се препиеш или да пиеш работи кои што телово више ти ги спречува. Телово не ќе, он бута. Зашто? Па затоа што платил. И се ќе отиде на одмор и ќе се умори,
Од што? Од конзумирање. А замисли ти отидеш на одмор, си у all inclusive хотел, супер е, ама не можеш да го имаш све. Ме разбирате, не можеш да имаш све. Тоа е таму околу тебе за да го имаш изборот. Ама он нема избор. Се затоа што платил, вика све ке јадам, ке се товам, ке пијам, до безвест. И вика до безвест. Зошто до безвест? Јаде, пие до безвест. Затоа што преголемиот втек на задоволството прави безсознание, несвесност. Се прејаде, се препие до безсвест. Ама човек ке се препие до безсвест затоа што алкохолот сега го свесноста ти руши. Ама и ке се прејаде до безсвест, овка. Он отишол на одмор, се прејал, сега овка тувка у креветот што е прејаден, налет одморот. Сега денот му е пропаднат. Зашто? Па затоа што немал усул, немал контрола, не можел да каже стоп. Затоа што сега сака втек. Давај втек на енергија. Он заборел дека треба да направи малку истек. Што? Да иде да исплива, да отиде да истрча, не знам, да одигра некоја игра, да отиде на тенисче малку, да најдат некоја група, да направат некој бич волейбол или одбојка на плажа. Вау, малку да се потроши, ама не луѓе речат, чекај бе, сега ќе се печам на сонце, ќе лежам, ќе пијам, ќе се товам, ќе јадам. Што добар одмор проминав и ќе дојат на граница и затоа што им е склапната енергијата, уствари најголемата импресија од Грчка или од кај дај, леле, бевме на одмор супер, ама 3 сати чекавме на граница, заборел дека тој 3 сати, 5 сати лежал на сонце, барем на граница која чекае со вниманието нешто да се случи и така натаму, ама забораваме колку е тешко, уствари човеков цело време да се излежува и да лежи и да доаѓа текот на енергија кај него. Мораме да имаме истек на енергија, луѓе. Мораме да создаваме, затоа што на тој начин креираме енергија. Ставаме простор, креираме простор. Како? Преку истек. Како си го спалнуваш просторот? Преку втек. И после тоа, кука, цел ден, прејаден, ќе отиде болje не иди на all inclusive, мислам, пак ќе кажам, ја би дидете, да иде секој на all inclusive, јас сакам да идам на all inclusive, ама со усул да бидеме, да не мораме се да посегнеме. Затоа што ме разбирате, тоа е малку и одраз на еден менталитет, каде што, кој ќе се најде во изобилие, он све мора да земе, дури нешто ако му штети. Тоа е исто одраз на еден тип на малку сиромашнички менталитет, затоа што кога ќе се најде човекот таму кај што све има, а би тоа што не јаде, за да искуси. Ама не мора човек све да искуси, он треба да знае што да искуси, што да не искуси. И тоа е дел од паметот. И тоа е дел од мудроста. Луѓе, се гледаме у понеделник, имајте убав викенд, креирајте истекна енергија, создавајте цели, зграбчете го денот, поради тоа што ако важна е целата, ќе биде важен и денот. Чао, се гледаме. Понеделник, чао, чао.